денешната наша пресконференција се однесува повторно на бегалската криза овде во Република Македонија и во Европа. Ние пред повеќе од 20 на дена предупредивме дека ова ќе биде сериозен проблем и дека може да го дестабилизира и целиот регион и цела Европа, и впрочем и тоа се случува. Ние можевме да видиме дека на нашата граница има многу агресивни луѓе и кои што сме наистина зачудени зошто им се потребни тие агресивни луѓе да доаѓаат овде на Балканот и во Европа. Очигледно дека Европската унија и во овој случај не се снаоѓа најсоодветно и дека овие проблеми ќе се мултиплицираат и во Европа и во регионот. Но ние можеме да заклучиме дека Европската унија може во одредени моменти и да биде неодговорна, сепак таа има можности за коригирање на своите политики затоа што има силни институции. Меѓутоа, Република Македонија нема можности за корекција на своите погрешни политики и доколку се однесува неодговорно кон ова бегалска криза, секако дека таа може да доведе до дестабилизација на Република Македонија. Оттаму сметаме дека институциите, посебно безбедносните институции, треба да си ги превземат работите во своите раце, треба да действуваат наенергично, кон сите оние што се однесуваат милитантно и се воинствени, треба да действува Министерството за внатрешни работи соодветно и во исто време треба да се продолжи со поставување на жичената ограда за да се спречат економските имигранти. Сметаме дека оние кои што навистина се наоѓаат во тешка ситуација, а тоа се вистинските бегалци од воинствените региони, дека тие треба да се пропуштаат по строго утврдени процедури, но економските емигранти кои што очигледно дека не се во таква тешка ситуација, но во исто време сакат да дестабилизираат Европа и регионот, треба да се запрат и тоа наенергично и затоа апелираме до македонските институции и ги охрабруваме да действуваат согласно постоечката ситуација и да действуваат многу енергично. Благодарам. Дали има некој прашање? Вчера имаше и по медиумите невладини представници на невладини организации од грчка страна кои на еден начин ги инспирираат економските мигранти да прават немири, ги поддржуваат со храна, облека и носат и дрва на граничниот премин. Дали мислите дека овде стои некоја позадина има на тие луѓе кои Очигледно, заглавени на ничија? Благодарам. Очигледно дека Грција гледа што е можно пократко од тие луѓе да се задржуваат на нејзината територија и се ке сторат, дури да фалсификуваат патни исправи, само што е можно пократко да се задржат на нивна територија и да го пренесат проблемот во Република Македонија и натаму во регионот Србија, Хрватска, евентуално и во останатите земји. Затоа сметам дека Република Македонија во овој случај треба да покаже заби и треба да покаже дека сме држава онака како што треба и сметам дека сите политички партии треба да застанеме зад институциите на Република Македонија и најенергично да се спротивставиме на ова опасност која што демне над Република Македонија, уште повеќе што соседна Грција евидентно дека гледа својот проблем да го извезе во Република Македонија, која што да потсетам не е членка на Европската унија и дека овој проблем го создава и го извезува земја членка на Европската унија. Од друга страна сакам да кажам, што е проблем во Грција, првиот брод што ќе дојде со транспортирани економски емигранти да го задржат на подолго време, зарем не може да се најде начин како да се запрат да нема нов наплив на економски емигранти, но очигледно дека можеби велам дека дури и одредени служби од грчка страна се во дослух и да создаваат вакви неприлики во Република Македонија. Благодарам. Што мислите кога мислите по енергичен одговор? Во што би се состоел тој и дали сметате дека сега со доаѓањето на европските безбедносни сили, значи европската полиција на границата со Грција, дека ќе се надмине оваа ситуација? Јас сум убеден дека европските безбедносни сили ќе бидат понежни и ќе бидат потолерантни и ќе ни создаваат нам поголеми проблеми отколку што очекуваме дека ќе ги решаваат проблемите. Ние треба да се однесуваме онака и да се пред се повикуваме на собствените сили и треба да сметаме дека таму ќе има пропусти во нивната работа, затоа што нив не ги гори така како што не гори нас и затоа сметам дека енергично треба да се реагира тогаш кога ќе се види дека одредени групи се милитантни, кога ги напаѓаат нашите полицајци и така натаму се знае како се действува со солзавци и се останато што стои на располагање на полициските единици. Македонија нема ниту средства,
Ова го апелирам затоа што нашите институции се послаби, економски сме послаби, социјално сме секако послаби и дека ние не можеме како држава да дозволуваме некој од надбор да ни увезува криза во Република Македонија, затоа што таа во овој момент најмалку ни е потребна.